Добро вечер. Ново отворено студио посветено на завршување на кампањата во рамки на овие локални избори 2017 година. Ова дебата вечерашна ја нареков локални избори во парламентарни бои. Со мене во студиото се двајца аналитичари, комуниколози, луѓе кои што го познаваат нели амбиентот и воопшто се што се поврзува со политичките случувања во рамки на сите изборни кампањи. Тоа се Петар Арсовски и Владимир Божиновски. Добро вечер за вас двајцата. Како под теми за кои што би дискутирале вечерва, веројатно предпоставувавте дека тоа се нели она насилства и тензии кои што ги следеа овие кампањи, локални и национални теми кои што нели се вкрстуваат во, иако се локални избори, понатаму оној балкански менталитет, а сепак во насока на оние европски аспирации и се она што можеше да ги привлече гласачите во понудената програма на политичките опции, но и дали е тоа што ќе ги натера да се нели определат или тоа ќе биде некоја порака која што само ќе ги дозакопа во своите ровови. За посетување, нели ова се 6 локални избори во Република Македонија и понешто треба да останат запаметени. Зашто ќе нели со што вака каков печаток ќе ви остане запаметен? Не знам, не ми се по нешто специфични овие локални избори, освен по тоа дека може да значат некакво завршување на политичката криза или пак може да ја разгорат до крај. Мислам дека локални избори партиите ги третираат како некаков преоден период, не гледаме некакви суштински нови пораки, ниту пак некаква голема инвентивност од сите партии. Со тоа што треба да се признае дека сепак за голем дел од лидерите на главните политички партии ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и така натаму, резултатот на локални избори ќе ја дефинира нивната политичка иднина. И мислам дека од резултатите на локалните избори ќе зависи во голема мерка иднината на тие три партии, како ќе се развива, како ќе се движи. И помеѓу другото, еден од главните фактори кои ќе влијаат на тоа како ќе бидат оценети овие избори е како ќе биде квалитетот на организацијата на самите избори. Вие спомнате во вашето воведно излагање дека веќе се соочуваме со делумни инциденти кои се засега спорадични, но ние не знаеме како ќе помине изборниот ден и не знаеме дали сите партии ќе ги признаат резултатите на изборите. Тоа би значило некаков вовед во нов брад на политичка криза, меѓутоа немам таков впечаток од кампањата досега. Мислам дека секоја од партиите има свој собствен наратив кој има своји слаби и своји силни страни, но и тоа за тоа подоцна. Во моментот се наоѓаме во предвечерието на изборниот молк. Сите ќе го чекаме и текот и резултатите на гласањето, за да видиме после политичките промени кои се случија на централно ниво, како тоа ќе рефлектира на гласовите на електоратот, па од тоа ќе влечеме некакви заклучоци за тоа како ќе се движи работата понатака. Божиновски, пошто ќе ја запаметиме ова кампања, ако земеме предвид дека, како што рече Јарсовски, ова наследено нели по оние избори кои што се случија во декември по со оние пржински договори. Мене лично, ако некој вака нели би било интересно и јас како новинар како го гледам, беа одложувани парламентарните, а и овие доживеа една таква судбина од март да се гласа сега во октомври. Точно, преоден период се овие избори, преоден период и за самата структура на политичките партии, главните политички актери, но и преоден период за постизборно збивање на редовите повторно и предпоставувам мај, јуни, евентуално септември, ако повеќе сум за онаа опција мај, јуни, нови парламентарни избори. Не овој аспект, значи, дали тоа го бара ВМРО, ДПМН или СДСМ, него ја уште на 11 декември реков дека без разлика што ќе излезе на крај, тогаш нели уште не беше јасно, имаше нели прегласување, можеше да биде 50-50 и така натаму. Но без разлика толку се блиско овие политички партии што никој не може да направи стабилна влада. И тоа значи има тука две сценари, или директно да се оди на некакви предвремени избори или да се создаде некаква широка коалиција која што ќе ги исполни оние препораки на Приве, евентуално да заземе некаков став околу спорот со името, тоа е сега нели повторно актуелно,
и да се заедно да се организираат нови избори. Тогаш би можело да се одложат малку, доколку се создаде така. Доколку не, во зависност од исходот на овие избори, доколку е во полза на СДСМ, они ќе сакаат наскоро да организираат и предвременни парламентарни избори, да се обидат да искористат тоа што би го добиле како поддршка на овие избори и самата перцепција, доколку не успеат да победат на овие избори, тогаш претпоставувам дека ќе сакаат да ги одложат, тогаш па ВМРО-ДПМНЕ ќе вара. Иако мислам дека апсолутен победник нема да има од типот на 2013 година, мислам дека тоа не може да се повтори никогаш 58 на 4. Така да и двете партии ќе прогласат победник, но сепак на крај кога ќе се сумираат резултатите, јас секогаш ги повторам оние за мене барем 4 основни предуслови: најмногу гласови на советнички листи, најмногу освоени општини, најмногу освоени од оние големи општини, тие се околу 16-17, зависи како сметате на број, кои што ги освојуваат ВМРО-ДПМНЕ или СДСМ. Имаме уште 3-4 големи општини кои што ги освојуваат партиите на етничките албанци, Тетово, Гостивар, Чаир и Струга. И се разбира победата во градот Скопје. Тие се 4 критериуми за некој да прогласи апсолутна победа. Значи, дури тоа некој да го исполни повторно, и двете партии ќе слават. Во секој случај, значи, тоа го очекувам, но после тоа веќе можеме да говориме за одредени политички комбинаторики. Има уште еден момент, значи сега во владата се СДСМ, ДУИ Алијанса за албанците, има сериозно несогласување помеѓу Алијанса за албанците и ДУИ, кој што се рефлектира и кон СДСМ, затоа што сепак нели ДУИ има повеќе противници и е главен партнер условно на СДСМ, тоа може да предизвика и влошување на односите, со што може и Алијансата, особено кога оствари добар резултат на изборите, и да се излезе од влада. Се тука останува повторно ДПА како џокер, нели, они имаат двајца претенци, бидејќи Алијансата имаше 3, но сега има 2 претеника. Оној кој што Мемеди, кој што беше од НДП, па нели заедно коалиција, тој практично премина во ДУИ. Но сето ова, без разлика дали и какви комбинации ќе има, и да остане вака, премногу е тенко мнозинството и премногу партии се во игра за да може да се смета за некаков реформски процес. Значи, впрочем, тоа може најмногу на СДСМ да му штети, бидејќи ако они не успеат да истуркаат онаа агенда која што ја замислиле пред своите гласачи, едноставно ќе влезат самите во проблеми. Од друга страна, значи, тензијата која што беше присутна на изборите во декември веќе не се забележува толку. Далеко е тоа, значи. Ситуацијата е многу смирена, но имаме еден куриозитет, иако со пониска, значи помала тензија општествена предизборна, се случија инциденти. За да не се повторува она што беше карактеристично на изборите до 2008, мислам дека мора веднаш да се решат тие инциденти, да се изведат оние кои што се одговорни и да се осудат на казна затвор. Мислам, тоа во однос на убиството се подразбира, но во односи на претепувањата, во однос на некои други проблеми, закачки, не знам, пиштоли, едно, да. Значи мора тука да се стави крај, бидејќи ако сега не се реагира веднаш, може тоа некого да охрабри, па некои други избори да биде. И се разбира, она што сите го очекуваме, изборниот ден мора да биде, не е тоа за доброто на владата, на СДСМ или не знам на кој, него тоа е за доброто на Македонија. Мора да има мирен изборен ден. Тоа ќе биде всушност еден од главните услови за оценка на тоа како се поминале сите теми кои што како поминале изборите. Мислев да добро ќе се збориме. Ќе навлегувам повторно. Ајде само морам да најавам дека во рамки на оваа дебата ќе се вклучиме директно на двата завршни митинзи кои што денеска ги вечерва ги одржуваат ВМРО-ДПМН и коалицијата и СДСМ и коалицијата. ВМРО-ДПМН е во Скопје, СДСМ е во Охрид и се надевам дека со Линковски ќе успееме да се вклучиме и но тоа нема да ни одземе време од дебатата, да ги слушнеме обраќањата на двајцата председатели на партии. Арсовски, реков, напомена и Божиновски, сепак инциденти, имаме, убиен. Сега, дали е поврзано или не, убиен е кандидат, носител на советничка листа.
Не кандидат за градоначалник. кандидат за градоначалник. Така беше, Ја мислам дека е носител на Не мислам дека не кандидат, за не е битно, добро. човек кој што е учесник во ова. Имаме тепање на актуелен градоначалник кој што бара уште еден мандат и тоа сериозно, кое што според опозицијата не е соодветно реагирано од полицијата затоа што се поднесени само прекршочни и тоа против сите, па и против тепаниот. Имаме смртни закани на што се пожали партијата Беса. Овие кршењата на штабови некако во рамки на ова набројување може да ги сметаме за помали и она шкртање по плакатите, нели, и тоа ајде ќе си дозволам и јас веќе да не го анализираме. Што од каде се појави ова насилство ако вели Божиновски дека немаме таква атмосфера? Дали таа атмосфера што беше на државно ниво се префали на она локалните 80 трки фактички? Видете, точно е дека ја нема таа тензија која владееше пред парламентарните избори, меѓутоа се уште политичките партии во Македонија се гледаат едни со други како исклучиви непријатели. Нема некаков простор за посериозна соработка, нема некаков политички бонтон или пристојност и така натаму. И ваквите инциденти, ние сме осудени да бидеме сведоци на вакви инциденти се додека таа атмосфера продолжи. И во македонскиот и во албанскиот блок, особено во албанскиот, политичката борба се пренесува и на друг вид борба. И тоа е секако за осуда. Надлежните институции мора да реагираат веднаш и мора да се истражат сите инциденти до еден, да добијат своја правна завршница и мора да бидат објавени во јавност, бидејќи јавноста мора да врати доверба или да задржи доверба, сеедно, вкупно во изборниот процес. Ние не можеме да имаме стабилна политичка ситуација, ниту пак можеме да имаме стабилна поделба на власта, без оглед кој е на власт, кој е на опозиција во било кој даден момент, доколку било кој од политичките чинители или од јавноста се сомнева во изборниот процес, па со тоа и во изборниот резултат. Македонија ќе влезе во една многу сериозна криза, доколку повторно имаме бојкот на избори, бојкот на резултатот на избори или непризнавање на резултатот на избори. Ние сме сега влезени во еден поинаков колосек во кој ни се отвараат некакви шанси за евроатлантските интеграции наредната година. И се забележува една зголемена енергија и од страна на Европската Унија и од страна на земјите членки на НАТО за уставно речено некаков политички подстрек за брзана интеграција на Македонија во тие две алијанси, во тие две заедници, со тоа што тоа е се уште гамбит. Ние не знаеме како ќе реагира Грција на тоа. Не сме го отвориле прашањето за името на некаков посериозен начин. Не знаеме дали тоа е возможно да се реши на некаков начин кој би бил пристоен и прифатлив за двете страни. Меѓутоа, во секој случај, дури најголемите евроскептици, како например Јункер, кој беше до минатата година голем евроскептик, сега зборува дека Балканот треба што побрзо се најде во Европскиот тур. Тоа е шанса која ние во моментот во скут. И наше е да ја упропастиме. Ваквите инциденти и евентуалниот лош квалитет на изборниот процес и на изборниот ден е најдобар начин да ја упропастиме таа шанса. Се согласувам со Владко дека притисокот за предвремени парламентарни избори ќе се зголеми после локалните избори, бидејќи оваа тенка поделба на мнозинството на централна власт ќе продолжи да прави проблеми. Тензиите помеѓу различните партии ќе продолжат да растат. Кој и да победи на локалните избори, како и да ја дефинирате победата, јас имам поедноставни критериуми за тоа, бројот на вкупни гласови на советнички листи, бројот на освоени општини со градоначалници и престижот на тие општини. Колку се тие општини важни, колку со тие може да се пофалите. Иако се согласувам дека можеби градот Скопје треба да се одвои од тие како некаква символика, бидејќи сепак градот Скопје е скоро 30% од вкупното население во Македонија. Но кој да победи, тој ќе сака таа победа да ја пренесе на централно ниво,
без оглед дали ќе биде тоа СДСМ или ВМРО-ДПМНЕ, и тој притисок ќе расте. Сепак, Повели. сепак, многу брзи предвремени избори за Македонија ќе значат де факто пропуштање на шансата на самитот на Европската комисија, а и на НАТО во мај, да се разговара за нашето прашање како за некаков суштински пробив. И мислам дека меѓународната заедница во моментот е доста резервирана по тоа прашање, односно се противи на пребрзи предвремени парламентарни избори, и мислам дека ќе има притисок за смирување и за функционирање на таа коалиција во текот на тој период. И во таа смисла пресекот може да се најде некаде во септември помеѓу можните датуми, бидејќи тоа е доволно да се измерат повторно силите, а сепак ќе даде можност овој процес кој е оваа нова енергија за евроатлантските интеграции да доживее својата разрешница евентуално во мај или во јуни. Од друга страна, поведете, јас продолжив да разговарам. Од друга страна, според мене, вистинската криза за сите партии доаѓа после локалните избори. По изборите. За СДСМ кризата ќе значи завршување на медениот месец, кој во моментот го уживаат. Тие се во моментот во некаков политички залет. И тие така ја тераат локалната кампања како завршеток на некаков политички проект што го почнале со парламентарните избори. Други со истиот слоган настапуваат. И релативно е висока веројатноста дека гласачите тоа ќе им го дозволат. Им дозволат да заокружат некаква поделба на власта и на централно и на локално ниво. Меѓутоа, од понеделник ќе се очекуваат од нив резултати, сериозни реформи, сериозни резултати, и веќе нема да им проштеваат гласачите затоа што долго време не биле на власт, затоа што немаат целата одговорност ќе падне кај нив. И ќе се знае кој ќе остане министер, кој ќе... Така е. Кој Кај ВМРО-ДПМНЕ Така? има сериозна криза во смисла на ребрендирање. После губењето на централната власт, тие ќе мора да се свртат малку кон себе и да направат една сериозна дебата што е тоа што направи да ги изгубат меѓународните сојузници, албанските сојузници, да дојдат до ситуација во која со поголем број гласови не успеа да направат влада. Тоа е сериозен проблем за нив и ќе треба повторно да реафирмираат некаков ребрендинг и да направат некаква нова позиција. Дуи е во проблем што нивниот основен наратив, а тоа е етноцентричниот наратив, завршува. Се заврши законот за ециците, немаат веќе што да прават, тој партија поставена на тој наратив и ќе продолжат гласачите да бидат незадоволни од нив, така што вистинска криза за трите големи партии доаѓа после изборите. Не сум сигурен дека тие веднаш ќе бидат подготвени да влезат во нова политичка битка како предвремени парламентарни избори, така што кога би морал да се кладам, би се кладел дека изборите сепак ќе бидат после мај, јуни, а не пред. Меѓутоа, македонската политика секогаш не остава простор да бидеме изненадени. Апсолутно. Имам две подпрашања на ова, на вашето обраќање, меѓутоа од режим јавуваат дека е време за реклами, па ќе продолжиме по тоа. Еве не повторно во отвореното студио на телевизија Нова дебатираме со Владимир Божиновски и Петар Арсовски на тема како помина кампањата. Денеска е завршниот ден, денеска се и централните завршни митинзи на коалициите предводени од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ, како што и најавив. Сега е време да се вклучиме на централниот митинг во Скопје на ВМРО-ДПМНЕ, пошто веројатно кога ќе дојде време и за митингот на СДСМ во Охрид ќе се вклучиме и таму. Хајде да погледнеме каква е атмосферата во Скопје. Квалитетот на работа на нашите институции да обезбедиме подобар животен стандард за сите граѓани и да понудиме подобра иднина за сите вас. Затоа сме тука пред вас денес. Погледнете се што зборувавме во оваа кампања. Се подсетивме на 173.000 нови отворени работни места и видливо смалената невработеност. На повеќе од 100 инвестиции во фабрики, на растот на пензиите на пензионерите и тоа најниските за 106%, на просечните за повеќе од 80%. На над 1 милиарда евра обезбедени и исплатени пари и субвенции за земјоделците. Повисоки плати,
Воведената минимална плата, која потоа неколку пати растеше. Повисоките социјални помошти за ранливите групи. За новите автопатишта, експресни, регионални и локални патишта. Илјадниците километри водоводни и канализацијски мрежи. За укинатите визи за патување низ Европа. За воведените ефтини авионски летови за патувања. За бесплатните учебници, за новите универзитети и факултети, за кои што се патем речено и финансиски многу подостапни за сите, за успехот со огромната интернет пенетрација, за новите, реновираните и целосно опремени болници, новите и реновирани училишта, градинки, за речиси двојно зголемената просечна плата во Република Македонија, за градбата на гасоводите и илјадниците други проекти. Потоа вие најавивме новата ера и сите проекти кои ги предвидуваме и ги планираме во иднина во Македонија. Слушнавте за новите најмалку 150.000 нови работни места кои ќе бидат отворени во Република Македонија, односно пат на невработеноста под 10%, за двојно намалената невработеност кај младите луѓе во Македонија, за 2,5 пати повисок приход по жител, просечно, односно од 5 на 12.000 долари, нова ера на најниски даноци, поголеми плати, пензии, субвенции. Нова ера во која нема да има неасфалтирана или неосветлена улица. Новата ера каде имаме парк во секое мало. Нова ера во која учениците од прво до пето ќе имаат бесплатен здрав оброк на училиште, со што ќе обезбедиме здрава исхрана за учениците, но и заштеда за семејствата. Новата ера која ќе донесе можности за граѓаните за стекнување со собствен дом по символична почетна цена од само 1 евро по метар квадратен на земјиштето и ќе ги укиниме и намалиме трошоците за комуналии. За отпис на долгови за вода и ѓубретарина на социјално загрозените семејства. Еве се враќаме во отвореното студио на телевизија Нова. Слушнавме дел од обраќањето на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски во Скопје, каде што се одржува завршниот митинг на коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ, нели, и каде што беше кажано дел од она што е, нели, како сработено и дел од она што е како понуда со која што настапија пред граѓаните. Јас во овој дел од обраќањето не слушнав нешто што зашто се, нели, говори постојано за она црна кампања која што, нели, зазема дел во веќе редовно од кампањите во ние па баш со Пеџа пред кампањата мислам, значи ние претпоставивме дека нема да има претерано црна кампања како во декември. Дека сепак слобод ќе биде позитивната кампања, тоа се покажа и кај едната и кај другата партија. Особено црната кампања скоро и да не постои кај ВМРО ДПМНЕ. Видовме кај нив, сега само продолжи со оној наратив, нели, од декември, од аспект. Во тој наратив, во таа насока имаше и дел нешто што може да се препознае. Значи, они го продолжија тоа, како што каже и Пеџа, со надеж, нели, дека ќе успеат да го заокружат тој процес и да успеат да ги излечат оние гласачи кои што беа незадоволни од претходната власт и гласаа за нив. Иако сепак ова се локални избори, затоа ќе биде многу интересно, ќе видиме во недела што ќе се случи, но они има исто така еден дел од негативна кампања во последната недела, иако и тоа се далеко од она што беше, нели, во декември кај ВМРО ДПМНЕ. кампања, таа негативна кампања, носи ли гласови тоа? Одзема гласови повеќе. Негативната кампања може да одземе гласови, има и протестни гласови кои што луѓе кои што излегуваат и гласаат против, но за тоа треба да има и тензија во општеството. Минатите избори го имаше тоа, сега го немаше. Така да црната кампања мислам дека правилно едната и другата партија во најголем дел ја избегна. Че ги има оние, више станува како фолклор, овој направил, оно направил, тоа е веќе стандард, не може тоа да се избега. Имаше по некој спот
Ако гласаш за овој, видов на гласаш за овој. СДСМ, да. Мислам, да, во таа насока имаше една. Имаше по некој спот, но сепак генерално беше позитивна. ВМРО ДПМН се врати на корените наму кај што е најсилна, а тоа е економијата. Ја и од ова што видов од Така. одговорот исклучиво се говореше за економија и мислам дека они сватија дека тоа е, да речеме, еден аспект од нивното владење во кое што граѓаните се најмногу задоволни, значи економијата и одредени економски реформи, тоа го кажуваат и оние кои што, значи економисти и домашни и меѓународни, дека генерално економските политики се добро водени. Они се вратија тука кај што се најсигурни, ги избегнуваат оние поттешки теми. Едноставно потребно е да се создаде простор да се воспостави повторно оној добар контакт со меѓународната заедница, бидејќи видите ние не сме остров на Пацификот, така. Сепак сме во центар на Балканот, кој што е во Европа, мора да комуницираме, не сме доволно мокни сами да одлучуваме или сами да носиме одлуки кои што ќе се однесуваат само за нас, без при тоа да внимаваме и на она што се случува околу нас, да се разбереме. Ние сме мало отворена економија, која што е зависна од увозот и од извозот и кој што ги диктира, всушност го диктира економскиот раст. Така да, од целиот тој аспект, мислам дека со оваа кампања ВМРО ДПМН навести дека се враќа на она што е најбитно според нив за граѓаните, тоа е економија, економскиот раст, намалување на невработеност и така натаму, и се полека се создава простор да се етаблира повторно кај меѓународната заедница како не само партија од Македонија, туку и партија која што е дел од И овие избори имаше исто како и централно на десни парламентарните, партии, каде што се повикуваа представници видни и угледни кои што имаат звучни имиња за македонската јавност. Мислам дека они одат на таа варијанта да ги воспостават односите. Уште еден аспект значаен е тоа што во изминатите 10 години некако се владееше дуи одговорна кај етничките албанци и ВМРО ДПМН кај останатите, со тоа да меѓу другото токму дуи успеа да создаде слика дека за сите погрешни политики или не политики кои што не ги оправдуваат гласачите албанци, нели е криво ВМРО ДПМН. И се создаде таква перцепција што на ВМРО ДПМН му се врати на изборите во декември, кога 45.000 граѓани отприлика гласаа за СДСМ. Затоа што незадоволни од ДУИ, они видоа еден можен партнер во СДСМ. Сега многу значено за СДСМ да ги задржи тие гласачи. Ќе ги задржили затоа што постојат големи критики. Значи, нели во албанската јавност дека ги амнестираше ДУИ. Сега ќе видиме. Тоа видите, јас уште одамна кажав дека е опасно и за СДСМ и за ДУИ, затоа што тие 45.000, најголем дел од нив беа незадоволни гласачи на ДУИ. Ако се иде со исти кадри кои што биле претходно градоначалници, Затоа ја уште на почеток на кампањата споменав, за мене најинтересно ќе биде во недела, нели сега, што ќе се случи во Тетово, Гостевар и Чаир. апсолутно. Затоа го споменав тоа на Така. на уште пред да почне кампањата или на самиот почеток, но она што е значи забележливо е дека само да се доискажам дека кај ВМРО ДПМН се обидува повторно да се врати на она што беше нели со кое што победи 2006 година, тоа е влада која гарантира економски раст. Тоа е ставено во фокусот и тоа е приоритет во оваа кампања. СДСМ се обидува врз база на оние гласови екстра гласови кои што ги доби во декември, со продолжување нели да заокружи таа приказна и да се обиде да ги повлече повторно да излезат тие. Сега ќе видиме колку бил успешен во недела, но генерално тоа според мене тоа беше целта на овие две кампањи. И тоа е добро бидејќи на некој начин со тоа дополнително се смири тензијата. Затоа што ако имаше повторно многу или би рекол
доминантно негативна кампања, тоа можеше да предизвика и многу посилни тензии повторно во општеството. Исто така, значи еве се говори дека миналата седмица сака после изборите да ги седне едниот и другиот лидер на маса, затоа што голем дел од реформите кои што се предвидуваат мора да учествува и власт и опозицијата. Не може само власта да ги донесе, она што ја каже за тоа тенко мнозинство. И од тука она хипотеза да кажеме дека можно е во зависност од самиот исход, претпоставам, на изборите, можно е да дојде и до некаква широка коалиција со цел да се исполнат тие реформи. Од една страна тоа е добро, бидејќи знаете што е проблемот кај нас. Има многу работи кои што кога некоја партија во опозиција не и чинат, но кога ќе дојде на власт ги забора. А всушност ако сакаш да ти биде добро кога си во опозиција, тоа треба да го смениш додека си на власт. Така. И мислам дека ако се направи таа широка коалиција, тогаш ќе сватат сите партии дека треба да се направат одредени промени кои што ќе гарантираат на кој да е опозиција понатаму влијание и да биде вистински коректив на власта, а не некоја група на луѓе тотално игнорирана од оние кои што раководат државата. Не е тоа опозиција. Опозицијата мора да учествува. Опозиција мора да учествува. Прва работа, втора работа. Ова е само една од работите, значи еден од аспектите кои што се всушност и опфатени со оние реформи кои што се предвидуваат. Има еден куп такви работи, многу интересно на времето, само ќе спомнам втората исто многу значајна работа. Мора главните актери на македонската политичка сцена, односно ВМРО, ДПМН и СДСМ, конечно да се договорат за некакви црвени, жолти или плави линии во однос на преговорите со Грција. Ние тоа го немаме. Секогаш, секоја партија која што е на власт ќе се плаши да повлече некаков потек, затоа што другата партија тоа ќе го чека на волеј, едноставно, за внатрешна политичка битка. И мора тоа да биде решено. Сега, тоа најдобро се решава доколку се излезе со некаков став на партиите кои што се заедно во... Ова се надоврзува на пораката на Јункер, нели, како еден евроскептик, кој што вели сега мора да се отворат, нели, врати прозори, ама за врати прозори сме слушале многу во овие 20 и нешто години. Колку е тоа само морков, ја сепак се прашувам во... Не, ама до 2020 нема прием на нови членки. Тука се многу кристално јасно. Тоа е се отвара прозор, може би меѓу 2020 и 2025, евентуално... Многу интересно беше да не ја уништиме ние таа прилика, како што рече. Наше е да не ја уништиме приликата која што ни се пружа. Ќе разговараме за двата слоја на овие парламентарни. Тие прашања се отворија, добрососедството кон Бугарија, решавањето на името, цело време тоа беше пуштано како нитка, додека, нели, централната власт си функционираше за време на оваа кампања. Но, она што мене ме околу тоа уништување, како што посочи, нема услови за непризнавање, кога на два пати се опитав да влетам, ама ве остави фрстовски да се доискажете. Значи, има обвинувања за учество и злоупотреба на институции. Обвинувања кон полицијата за злоупотреба. Судството гледаме дека функционира во некои насоки кои што самата опозиција тоа вели дека е во насока, нели, на изборната кампања. Зборувам, јасно е за Монструм, за други случаи, за Сопот. Од друга страна имаме високи пресуди, нели, така се оценува дека има високи пресуди за други дела. СЈО ево акција. Имавме инциденти за време на кампањата, тој дел го издебатиравме претходно. Тука е изборниот список кој што сега е, нели, дури еднаков, затоа имаме потврда и од оние 2014 година избори парламентарни, кога, нели, беше оспоруван резултатот на изборите токму во насока на непрочистен избирачки список, а сега е веќе истиот. И ако имаме случај како модел со прегласувањето, случајот Фатиме, дали сега политичките партии на овие 80 и нешто избори и кампањи нема да си остават простор по една Фатиме на секое гласачко место за да може да дојде до... Значи, сите услови за кои што рековме дека нема услови за кои што некоја партија би можела да направи таков инцидент и да не ги признае изборите, се тука. Истите од 2014. Не, далеко е ситуацијата од 2014. Прво, далеко е ситуацијата затоа што голем дел од
луѓето кои биле обвинети за изборни манипулации, сега се наоѓаат во судска постапка. Истите луѓе кои биле, заради кои ние сме се сомневале во резултатите на изборите, сега веќе не ги организираат. Значи, Што не значи дека други не може да го преземат моделот значи, и да го прави. Доколку другите го прават тоа, институциите треба да реагираат и за другите. Меѓутоа, мислам дека не можеме да разговараме за иста ситуација кога се уште не сме ги расчистиле предходните наводи за злоупотреби. Ние имаме еден куп обвиненија и процеси токму за изборни злоупотреби. И не верувам дека на крајот доколку има такви наводи, треба институциите веднаш да ги Која истражат. институција ако има обвинување дека токму институциите се злоупотребени и работат во партиски цели. Значи, истата атмосфера, јас зборувам како атмосфера, нешто што се вели услови за да може да се рече ева не. Не влада истата атмосфера. Далеко од тоа. Бидејќи во моментот ние немаме кредибилен доказ дека било каква злоупотреба е направена. Доколку се појави таков доказ, како на пример снимките, како на пример отворени кеси со изборен материјал. Ги немаше ни 2014-та на вечерта после изборите, па од после може би се имаше појавија такви. Имаше снимки кои дозволија сериозно да се сомневаме од кредибилноста на изборниот процес. Такви индиции во моментот нема. Што се однесува на вториот коментар, мислам дека споменавте високи пресуди кои се како за застрашување. Тоа се дел од Дел како изборниот фолклор. Видете, ние во Македонија мора да ставиме крај на неказнивоста за делата. И јас ја поддржувам целосно до крај истрагата и судското процесирање на сите кои биле обвинети или кои се сомничат дека ја злоупотребиле својата позиција или постапиле спротивно на демократските принципи во овој период, вклучително упадот во собрание. Претпоставувам дека мислите на 4 години за... Па, знаете како, казната за тоа дело е од 3 до 8. Тој е добил казна на долгиот крак. Само тоа, али но во таа насока, нели, се вели судството како се игра со исто обвинение беше дека случајот Монструм е исто една игра која што е во политички цели и во моментот во предизборни цели. Затоа велам, тоа е се еден голем пакет кој што прави една атмосфера за злоупотреби на позиции. Не е така, не се согласувам. Прво, мислам дека не знам зошто би ни пречело ако судот почне да суди за загрозување на живот на пратеници. Тоа не ми пречи. Напротив, мислам дека судот тука треба да биде поостар и дека и сегашните пратеници од ВМРО ДПМН треба да бидат под истата заштита. За случајот Монструм, колку што го слушам... Да не ги фаќаме случај по случај, ја го спомнав како атмосфера. Па добро, ама правиме некакви генерализации од случаи каде генерализациите не држат. Ако во секој од овие... Тоа се од опозицијата, како такви ги спомнав. Така. Во секој случај, мислам дека таква тензија во моментот нема. Нема тензија која би предизвикала некаква општа атмосфера дека изборите се нелегитимни. Немаме во моментот. Има спорадични инциденти, се разбира, квалитетот на изборниот процес во Македонија не е добар. Не бил добар во последните 25 години, не е добар ни сега. И мислам дека тоа мора да се расчисти. Ако продолжи тоа и на изборниот ден, постои ризик да дојдеме во некаква нова криза. Што се однесува до некаква широка коалиција или некаков надпартиски консензус после тоа, мислам дека е тешко да се зборува за широка коалиција, се додека не се завршат сите судски процеси кои се покренати против политичката елита во ВМРО-ДПМН. Мислам дека нема да сака СДСМ да влезе во, ниту пак дека меѓународната заедница ќе дозволи или ќе биде кум на некаква широка коалиција со сегашното ВМРО-ДПМН. Мислам дека таму ќе мора да има некакви посериозни промени, доколку сакаат да бидат легитимен партнер со кој може да се разговара за широка коалиција. И мислам дека тоа во моментот не постои како тема. Не верувам дека е некаква сериозна тема за размислување. А се согласувам дека треба да има некаков надпартиски консензус по повеќе прашања, по реформските процеси, по црвените линии за името и така натаму и така, бидејќи тоа е дел од работите кои ни оневозможуваат системска промена.
се согласувам дека опозицијата треба да биде вклучена во голем дел од тие одлуки и се согласувам дека некогаш треба да се прекине тој зачаран круг и можеби е сега добро време и покрај тоа што опозицијата минатиот пат кога се обиде, мислам сегашната власт СДСМ кога беше опозиција и кога се обиде да влијае на донесувањето на буџетот, односно на побара 10% промени во буџетот, беа исфрлени како партали. Се надевам дека сегашната власт само нема истото да им го приреди на ВМРО ДПМН кои се обидат да учествуваат во тие одлуки и добро е време тоа се прекине тој магевсан круг. Меѓутоа ќе се соочат партиите со големи предизвици после изборите. Комплицирана е ситуацијата на македонската економија, не е оди сјајно. На евроинтеграциите не им оди сјајно, бидејќи не зависат само од нас. Смирувањето на политичката криза е транзиторна во моментот, таа е стишена затоа што има некаква политичка промена, меѓутоа кризите внатре во партиите ќе се доразвијат после изборите. Така што не впловуваме ние во некакви премирни води во кои можеме да се посветиме на езотеричните проблеми како подавање рака помеѓу партиите. Сепак има уште доста домашна работа која треба да се заврши пред за тоа да можеме да разговараме. А тоа се да се завршат истрагите за корупција, за криминал, за злоупотреба на службена должност, да се воведе да се зајакне улогата на специјалното јавно обвинителство и да се направи да биде коректив на секоја власт, вклучително и оваа и така. Но се тоа се става сега во моментот во втор план, играјќи на она брзиот воз за евроатлантските интеграции, како што ги спомнавме, нели, добрососедството, Грција, решавање на еве веднаш после изборите, па такви беа најавите, нели. И тука ми дава, го слушав и наративот по кампањева и тука затоа претходно реков како два слоја да има овие избори. Од една страна се збореше за екологија како најбитна точка, нели, во сите градоначалници ги истакнува, додека големата слика беше решавањето, националните прашања. Види, нема брз воз, спор воз. Ај, уште еднашка по 100 пат мислам јавно да кажам. Без решение на името нема. Токму во насока на решение на името беше нели и дел од кампањата. Од друга страна имаше сериозен пат на угледот на Македонија во очите на таа меѓународна заедница и затоа прво треба да се повторно се врати тој углед на Македонија во очите на меѓународна заедница и повторно на некој начин преку одредени гестови кои што ќе значат подавање рака, притисокот да се проба да се насочи кон Грција. Дали тоа ќе биде успешно или нема да биде успешно, ќе видим. Но без решавање на името, ние не можеме нити да влеземе во НАТО, нити да ги започнеме официјално преговорите со Европската унија. Ја од тој аспект реков дека широката коалиција таа веќе се споменува во последните 3-4 години нека широка коалиција и кај претходната влада и кај оваа особено од меѓународната заедница затоа што тоа би значило дека одговорноста ќе ја поделат. Нема да има тогаш некој што е на власт, некој опозиција и да каже не знам ја тоа, вие сте биле на власт, вие сте се договорале, ние нема тоа и така натаму и така натаму. Од тој аспект, сега колку и како и со кои луѓе и како луѓе, мислам, кај нас има такви коалиции што да, може да се случат невозможни ситуации таму. Мислам, сега видете, ако пред 9 месеци дуи дел од режимот, се ценет реформатор и партнер, ме разбирате, така да утре и едните и другите може да се договорат. Ја од тој аспект го говорам. Многу ќе биде опасно некој да го реши името додека другата партија е во опозиција. Многу ќе биде опасно за таа партија која што е на власт. Значи, од тој аспект токму за тоа се говореше во екот на кампањата, затоа го спомнав како некако брз воз за нешто, туку се спомнуваше дека ние сега одиме напред. Дел од кампањите беа ајде сега да не рекламирам, нели, направивме еден, втор, трет чекор и понатаму се сретнавме со толку, не знам, имаме поддршка од меѓународна да влеземе во интеграција. Види, тоа е од аспект на враќање на Македонија на меѓународната сцена. Сега нормално дека одма ќе сакаат партиите си го поврзат тоа со НАТО, пошто тоа ги интересира. Не, ова е враќање на меѓународната сцена. За ЕУ и за НАТО, колку и да е чуден би рекол тој проблем за сите буквално кои што некогаш слушнале, значи просто е као да е излезен од некоја сатира као проблем, значи хипотетички проблем. Чекај што ако овие не им дадат на името и тука, но од друга страна е толку реален и толку не блокира нас што
што ќе мора да се реши. А решавање на тој проблем без ВМРО, ДПМН и СДСМ заедно е невозможен, да се разбереме. Сега, аспектот дека нели друго раководство или други луѓе во ВВРД, тоа е малце проблематично за тоа што вие во партијата секогаш имате 50 врвни луѓе. И да дојде до некаква промена на раководството, пак ќе биде еден од тие 50 или 20 луѓе лидер. Нели Зоран Заев пред да стане лидер на СДСМ беше подпредседател и така натаму. Значи не може вие да излечете некој и да го ставите како лидер на ВМРО. Слушнав и тези дека као не знам некои реформатори, па они сега треба да бидеме реални малку, нели? Кои реформатори? Сите 20 луѓе што се таму или 15 или 11 луѓе ќе имаат, се разбере. Што значи дека флексибилноста е клучна, а меѓународната заедница знае да иде многу флексибилна кога ќе почувства дека има потреба, но има уште еден проблем кој што не зависи од нас, а тоа е како со грците да се седне. Таму има многу сериозни проблеми. Од аспект на носење значајни одлуки. Сириза е на власт, но Сириза на следните избори ќе падне. Неа демократија во моментов е многу посилна од нив. Во владата е заедно со Каменос на независни Грци една силно изразена десничарска партија која што има прво негативен став кон какво било име кој што ќе содржи зборот Македонија, што нели е прифатено од сите останати релевантни партии во Грција, и втори има многу блиски односи со Русија. А на Русија не одговара Македонија во НАТО. И може посредно преку. Така да тие се некои, тука треба посебна емисија може да се направи за да ги испитаме тие аспекти кои што ќе влијат, но за сега ние треба да бидеме подготвени како Македонија со заеднички став, со приближени барем ставови, со некакви црвени, жолти, плави линии како ќе ги крстиме не е важно, кај што секоја партија ќе биде сигурна дека неговиот политички опонент нема да профитира на некакво решение. За тоа се заговара за името. 20 години сум во новинарството, за тоа се заговара едно 15 на години, ако не и повеќе, токму во таа насока. Види, имаше уште една работа. Ако го прифатела партиите на 11 декември, таа широка коалиција, ништо од она што беше во првиот дел од годината немаше да се случи. Ма тогаш едните и другите мисле дека сами ќе може да дојдат до власт и на крај видовме што се случи све, како се случува работите, но сега се надевам ќе бидат попаметни и дека ќе пробаат да размислат на таа некоја излезна стратегија која што ќе смири кризата, ќе ги истурка реформите и ќе донесе некаков компромис, внатрешен компромис прво околу оние рамки околу кои што може да се за кои што може да се преговара со Грција. Не спомнавме ништо за избирачкиот список. Го спомнав како Ја го спомнав минатата година повеќе пати, јас пак си го имам истиот став, избирачкиот список е добар. Како сега е добар за сите? Ама он си е добар, он си беше добар. Не беше добар, беше. Не, он си беше добар, јас тоа го говорев, како можело и толку жители не живеат во Македонија избирачки список, мислам го повтори не знам колку пати веќе, може слободно да искористиш некоја стипка што го објаснам тоа. Сите емигрантски држави, бројот на лица кои што се запишани се понекогаш дури и поголеми од бројот на жители кои што се присутни тук. Цел Балкан тоа е случај, Бугарија, во Хрватска, во Србија, во Македонија. Не треба да размислиме за некаков закон кој што би го ограничил тоа право за локални избори како што има во многу држави, но едноставно тоа е. Сега, од друга страна имаше недоверба од тогашната опозиција во тој избирачки список и да, требаше да се прочисти едноставно да се трне тоа како прашање. Сега после тоа што се злоупотребуваше или се употребуваше дека било вака или онака, тоа е веќе политиканство. Но добро е што се прочисти, што се задоволни, што на крај искочи излезе дека е истиот, да го трнеме тоа од дневен ред. Така да едноставно тоа е тоа. Злоупотребите кон избирачкиот список ќе се повтори повторно во Македонија, во општеството, во насока на тоа. Дали повторно ќе се мава по граѓаните? На крај граѓаните гласачите се оние кои што излегува. Не знам дали ќе се повторат злоупотребите на избирачкиот список, ниту сум во ДИК, ниту го контролирам. Не, зборам како од политичките партии, како политичките. Секогаш е возможно некоја политичка партија да дојде. Секогаш е возможно некоја политичка партија да дојде во искушение да го злоупотребува избирачкиот список. Но да не заборавиме дека сега веќе нема
никакви наводи за, например, носење гласачи од пустец во центар, преместување на гласачи со издавање лажни лични карти и така натаму. Има од Швајцарија носење. А можда тоа е возможно, меѓутоа Ке има чартери? може да се имаше случи да има више? чартери. Меѓутоа сепак се тоа емигранти кои имаат право на глас тука. Не се со лажни лични карти. Во основа, тоа е прашање на недоверба во процесот. И ако ништо друго, треба да се признае дека претходната влада имаше помалку доверба во нејзината способност да спроведе фери демократски избори, одошто во оваа. И тоа е причината зашто тензиите се помали. Нема Тоа е никаква причината зашто сега избирачкиот список со истиот број на гласачи е окей, а не е само тоа причината. Причината е помеѓу другото наводите за 1000 луѓе донесени од пустец. Вие имавте во минатата кај се влада. тие 1000 луѓе на списокот ако бројката е таа? Не е бројката таа, извадени се. Со претходната влада, па сега дозволете да ви докажам. Со претходната влада ние ги слуштавме на снимки, во моментот е човекот во притвор за тоа. Луѓе кои биле вклучени во кривично издавање лажни лични карти, уфрлање на избирачкиот список и населување луѓе во еден стан по 50 луѓе, се случувало минатиот пат. Во минатите избори кои ги спроведува владата на ВМРО ДПМН. Така? Сега такви наводи нема. Се сомневате зошто граѓаните сега имаат повеќе доверба во избирачкиот процес од што тогаш? Имавме претходно во снимките најави да снема некое ливче, да се отвори кесата со избирачки материјал. Во моментот има неколку обвиненија и неколку пријави од специјалното јавно обвинителство против луѓе кои биле официјално вклучени во избирачкиот процес. Сега такви наводи нема. Повторно се Зошто нема такви наводи? затоа што можеби нема такви случаи. Или вие мислите дека секој ама рековме или можеби. вашата теза е дека Ама и можеби. секој по дефиниција краде, само што вие не се фатени. Тоа ли е вие тезата? Не, јас само прашав не, зошто добро, сега тогаш пријавете ги во полиција. Зошто сега избирачкиот список не е оспоруван на истиот број на гласачи? Еве ви кажувам Што беше зашто. претходно Затоа што оспоруван. не е истиот број гласачи, затоа што претходно беа фатени со рацете. Фатени 5-0. Како го манипулираат избирачкиот список претходната влада, а сега такви најави нема. Ја не знам завршување на некој судски случај во таа насока дека е нешто фатено до крај и дека е тоа нешто решено. Имам темел кој е во моментот во притвор. Под обвинение од суд, под обвинение дека И тоа беше спротивно дел на од закон? што беше споменувано како е дел од политичката кампања. Ке продолжиме, ми јавуваат од режија дека сме го пробиле терминот за реклами, баш ми е жал што на Нема половина проблем. ќе останеме. Ајде. Еве неповторно во отвореното студио со Владимир Божиновски и Петар Арсовски застанавме некаде кај избирачкиот список во оваа дебата наречена локални избори во парламентарни бои посветена на крајот на кампањата за овие локални избори. Разговаравме за избирачкиот список, околу тоа растечката доверба сега од она билдањето, ајде, нели, растењето на недовербата кон избирачкиот список. Сега е избирачкиот список, Мислам треба дека да се малку врати. Тоа беше и по-генерално дел од изборниот апелите процес, претходно од сите поранешни председатели на Државната изборна комисија, сите нејзини членови повикува на тоа дека не треба да се прават големи фами околу избирачкиот список и тоа дека секогаш во него може да се најдат аномалии поголеми или помали. Тоа е жива материја, значи тоа се менува, не е тоа Апсолутно. Сега го Ние не можеме решаваме. да зборуваме за чист целосно избирачки список ако не направиме попис. Значи, дел од нови граѓани во Република Македонија, кои што се донесени како советници или било какви функционери во власта, сега се на иста адреса, на иста улица, со исти број. Значи, така што ако гледаме кој каде е населен и како добил, тоа си има посебен закон со МВР како би можело тоа да се регулира. Ајде да одиме на следно прашање, бидејќи времето не гази, ќе имаме и вклучување од СДСМ. За пописот, ние попис немаме. Тоа за заедно пописот е посебно со прашање и тука веќе се нема надоврзуваме. Не, видете, пописот не е директно поврзан со избирачкиот список, бидејќи избирачкиот список е список на луѓе кои имаат право на глас. Не мора да се тука. Државјанство. На државјанство, не мора да се тука. Пописот ја констатира е пресек на луѓето кои се во моментот присутни во Македонија. И што може да се очекува, да. Меѓутоа пописот може да обезбеди некаква статистичка база врз која може да се направат реални емпириски проценки за тоа како треба да изгледа избирачкиот список. И тоа е вистина. Сега, да се надоврземе и на делот кој што е да се очекуваат во поедини. Така е, ако ништо друго ќе ни даде поточен премер за реалниот одзив, бидејќи ние одзивот го мериме врз основ на запишаните гласачи, а реалниот одзив е далеку повисок од тоа.
Околу 82-3 според моите процени беше минатиот, не 67. 82-3%. Ети има голем Без дел. попис не може да направиме ни нормална програма за локалните избори со што ќе настапиме Не, Кукавов ама и ќе стави види, водовод. Меѓутоа, Нема проблем се и тоа. ако И светот економските и други аспекти. развиениот се движи кон електронско гласање, дали по електронски пат, по електронска пошта или на било кој начин, тука низ овие нели процеси на гласање сме се навраќале нели до мастило прстите како во известни во третиот свет како што го велат нели онака. Сега повторно се вративме на оној безбоен спреј. Има ли во догледно време шанси да направиме еден исчекор? При тоа имаше една најава претходно за известни апарати кои што би се користеле и попис и при попис и при гласање со отпечаток на прст, значи само Нема гласачот шанси. ќе помине? Нема шанси, значи не е аспект, не од аспект дека ние не можеме тоа да го воведеме, тоа многу веднаш може да се воведе. Таква недоверба има. Тоа ми беше Освен што прашањето. има недоверба, толку све се прави обид да се искористи како изговор за порас на избори, референдум, што сакаш, што ова ќе биде као кет за десетка за која било партија што би изгубила избор или овако. Еве, електронско, измамија, додека не знам, прво, за да ние имаме напредок во начинот на гласање, тоа е технички предуслов, ние треба да имаме напредок во менталниот склоп на политичките партии, значи развој на самата политичка партија као структура, и да сватат дека они не се веќе непријатели, да сватат дека поразот, значи честитање на победата на другиот и работа заедно, кај што едниот можеби ќе раководи, но другиот ќе му помага во тоа. Кога ќе дојдеме до тој степен, тогаш можеме да разговараме и да говориме за некакво електронско гласање. Арсовски, само да прашам. Јас сум навел неколку во една размисла. Во што тоа би зависело за да се воведе? Доверба во список, доверба во партиите, доверба во институциите, меѓусебна доверба на партиите или едноставно деполитизација на општеството. Сето она што го спомена. Што од овие моменти е важно за да може да дојдеме до Електронското гласање, не само значи модернизација на процесот на гласање без при тоа да биде нели знаеме дека има земји каде што воопшто не се ни обележуваат, луѓе добиваат една налепничка како од Црвен крст на времето кога се донираше, меѓутоа тоа повеќе е на нели се согласувам со Божиновски дека во технолошка смисла Македонија нема проблем да воведе модернизација на гласањето. Каква сакате? Дали електронско броење на гласовите, дали електронско гласање целосно и така натаму. Ние немаме многу избирачки места, немаме многу, релативно мала држава сме и така натаму. Меѓутоа, вие сега имате исклучително голема недоверба во сите аспекти на гласањето. Прво, електронското гласање нема да ги спречи манипулацијите евентуални со избирачкиот список. Ако некој го изманипулира избирачкиот список, ти го изманипулира при електронско гласање. Електронскиот список е избирачкиот список е бран на тоа кој има право на глас, а не метод на гласање. Тоа е прво, а второ, ние сега имаме толку недоверба во гласањето, дури со физички ливчиња фрлани во кутија. Поошто да им кажете на гласачите, кои се релативно технолошки неписмени, дека тоа ќе се чува некаде на клауд, или во некаков хард диск, или во некаква меморија на компјутер. Нема шанси тоа да помине. Тие сега не веруваат кога го гледаат своите ливче како паѓа во прозор на кутија. И тука се согласувам дека тоа е поголемиот дел од проблемот. Меѓутоа, партиите можат тоа да го сменат. Ако партиите учествуваат заеднички со некаква соработка во воведување на таква некаква модернизација, тие можат понатака да пренесат довербата во тој систем и тогаш реално со таквиот технолошки процес може да се намалат можностите за злоупотреба. Суштински, меѓутоа, довербата е прашање на кое ќе треба да се работи. Така, ова вашиот одговор ме наведе на оние снимки што ги гледавме во Соединетите Американски држави, Fox News што ги фати таа жената што гласала 7 пати, или оние од Шведска што гласале. Ми јавуваат од режија дека имаме Охрид на линија каде што СДСМ има завршен митинг, го имаме кандидатот за градоначалник. Ајде да се вклучиме директно во Охрид. Капоцен камен. Охрид е културната историја на Република Македонија. Затоа Охрид треба да го водат луѓе кои посветено, одговорно и домаќински ќе работат за да ги подобрат условите за живот на сите негови граѓани.
да и се зголемат можностите за социјален и економски развој и да се зачуваат неговите природни, духовни и културни вредности и обележја. Охрид треба да го водат луѓе кои знаат дека животот ни го враќа само она што ние им го даваме на другите. Така знаеше и така е напишано во црквата Света Петка од страна на охриѓанецот Живко Чинго. Затоа, на 15 октомври заокружете го бројот 19. Гласајте за коалицијата Живот во Македонија, предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Гласајте за живот во Охрид на сите. Да сте ви живи и здрави, да живее Охрид, да живее Република Македонија. А сега, драги граѓани на Охрид, време е да го најавиме човекот кој покажа храброст да го собори режимот и заедно со граѓаните да се избори за слобода. Собори режим со пенкало, ги врати вербата во правдата и во правната држава, ги врати надежта и вербата во подобро утре, обезбеди плати за подобар живот за илјадници семејства, на социјално најзагрозените, им даде можност достоинствено да ги кренат главите, ги врати институциите на граѓаните, човекот што светските лидери го препознаа и го прифатија како партнер и кој Република Македонија ја стави на експресниот пат кон НАТО и Европската Унија. Победникот со кој ќе извојуваме уште една победа! Победа за живот во Охрид! Победа за живот во Република Македонија! Го поканувам на сцена председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, нашиот пријател Зоран Заев! Добро вечер, Охрид! Добро вечер, Бисеру Македонски! Добро вечер, Европски и Балкански Ерусалиме! Добро вечер, почитувани граѓани! Добро вечер, победници! Еве вечерва ја завршуваме оваа долга кампања, баш кај вас во Охрид. И ви кажувам, без никаков сомнеш, од и вие тоа го знаете. Победуваме! Во секое село, во секој град, кој го проидов низ ова наша прекрасна Македонија, ме пречекаа луѓе возбудени, насмеани, полни со жар и спремни да донесат промени во нивните родни места. Отидете на мојот Facebook профил и страница и најдете го албумот
со наслов Лицата на Македонија. Убавина, надеж, верба и одлучност за промена ќе видите во прекрасните лица на граѓаните на Македонија. Кога ве гледам собрани вечерва во толку многу број, знам дека промената доаѓа и во Охрид. На 15 октомври ги заокружуваме промените и го враќаме животот во Охрид за сите. За жал не гази времето, а и веројатно малку и тајмлајнот им се изместил колку што беше планирано таму. Ајде само за крај, бидејќи немаме многу време, ќе остане ли запаметена некоја порака како што, нели, воопшто остануваат пораките од локалните избори запаметени или не? Ние бидејќи ги следиме професионално, кај нас изборите се влеваат во една калейдоскоп на големи настани, ние нема да запамтиме ништо, граѓаните можеби. Арсовски, ви благодарам за учество. Божиновски, ќе запамтиш нешто од пораките? Толку ни е нас измешано све од 90-та година навака што... Во некоја слична... Ние ќе запамтиме, ама нема да знаеме кој е, од кога и што е. Али Во слична каша да. сме и ние, новинарите, оние што професионално ги следат кампањите. Ви благодарам за вниманието. Ова беше отвореното студио, последно кое што беше посветено на оваа кампања. Следете не во недела со отворена програма посветена на изборниот ден. Божиновски, Арсовски, ви благодарам за учеството, ви благодарам за вниманието. Пријатно.